Дневник во 20 часот. Добро вечер. На почеток кратката најава за дел од настаните. Поглаварот на Римокатоличката црква папата Франциско на церемонија која се одржа на плоштадот Свети Петар ја прогласи мајка Тереза за светица. Започна изградбата на гасоводот Штип-Неготино, како втор дел од проектот за изградба на националниот гасоводен систем во земјава. Крстосницата Дујлево Штип во иднина ќе функционира како кружен тек, новото решение кое треба да биде готово до 10 септември. Најпознатата скопјанка, хуманистка и добитничка на Нобеловата награда за мир и една од највлијателните жени во католичката црква, Агнеса Гонџа Бојаџиу, е прогласена за светица. Поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциск, на церемонија која се одржа на плоштадот Свети Петар, ја прогласи мајка Тереза за светица. Македонија во последните неколку години оддава значително внимание на ликот и делото на мајка Тереза. Во Ватикан е македонска делегација, предводена од претседателот Ѓорѓе Иванов. Продолжуваме со настаните кои одбележаа неделава. Започна изградбата на гасоводот Штип-Неготино како втор дел од проектот за изградба на националниот гасоводен систем во земјата. Целиот проект за гасификација на земјата чини 75,7 милиони долари, од кои 60 милиони се од подмирување на клириншкиот долг. Откако минатиот месец заврши изградбата на гасоводот Клечовце Штип во должина од 61 км, инвестиција од 75 милиони долари, денес започна да се гради магистралната гасоводна мрежа од Штип до Неготино во должина од 36 км. Инвестицијата во вредност од околу 16 милиони евра е во изградба на македонски конзорциум предводен од Кумановски Rapid Build. Заедно со уште 4 компании. Се очекува изградбата на делницата Штип-Неготино да заврши до крајот на следната година, а во текот на следниот месец се очекува да започне изградбата на гасоводните делници Неготино Прилеп Битола и Скопје Тетово Гостивар, со што ќе се заокружи првата фаза од изградбата на националната гасоводна мрежа. Националниот гасоводен систем е од огромно значење за подобрување на економскиот раст и развој на сите региони, оцени премиерот Емил Димитриев, кој заедно со министерот за транспорт и врски Владо Михајловски, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и директорот на Македонски енергетски ресурси Крсте Миладинов присуствуваше на почетокот на градежните активности. Реализацијата на овој проект ќе значи дополнително олеснување во работата на индустријските капацитети на компаниите во нашата држава, бидејќи со гасификацијата директно се придонесува за подобрување на условите за производство поради поевтиниот енергенс, што само по себе ќе продуцира и подобрување на конкурентноста и извозот на нашите производи во странство. Таквите процеси ќе овозможат нов развој на домашната економија. Развој како на постоечките, така и на нови компании во различни индустријски гранки и ќе создадат нови работни места во нашата држава. Истовремено, преку овој капитален проект, придобивки ќе имаат и сите јавни објекти и јавни установи, но пред се придобивка ќе имаат граѓаните од причина што со изградбата на дистрибутивните мрежи на природен газ, кој ќе следува во наредниот период, ќе се овозможи директна негова достапност на домакинствата и директна можност за намалување на трошоците на граѓаните за сметките за струја и грејење на домакинствата. Изградбата на магистралната гасоводна мрежа во Република Македонија подразбира изградба на 6 магистрали, за кои Министерството за транспорт и врски веќе изготви целосната проектна документација. И тоа, оваа делница што денеска ја започнуваме од Неготино до Штип, вкупната должина е 36 км, а очекуваме да биде завршена следната година. Делницата од Неготино ка Вадарци па се до Битола во должина од 92 км и делницата Скопје Тетово Гостивар во должина од 76 км. За овие делници веќе се обезбедени средства во висина од 90 милиони евра.
Заменик министерот за економија Христијан Делев најави дека веќе следната недела во Будимпешта ќе аплицираат за добивање газ од меѓународни добавувачи. Позитивни реакции по рестартирањето на рудникот Злетово. Први штипјани се надеваат дека со новиот концесионер Минстрој од Бугарија се отвораат нови убави перспективи за рударите, не само од овој крај, туку и од Крива Паланка, каде што исто така се очекува отворање на рударски токна на Тораница. Како што е познато, на свечен начин беше означен рестартот на рудникот Злетово, кој за пробиштипјани живот значи. Неговото реактивирање од страна на бугарскиот концесионер Минстрој ќе значи сигурна екзистенција засега на 200, а во догледна иднина на 1000 рудари. Со поддршка на председателот Груевски, со владиниот тим, отпочнавме постапка за санација на стечајот, за избор на нов концесионер. Имаше доста работа од аспект на запишување конкурс за избор на компанија кој што ќе добие концесијата. Паралелно со тоа течеа и судските постапки за чистење на хипотеките и на се оно што како штета го наследивме од претходниот собственик на рудниците Злетово. Пред 2 месеци започнавме. Пред 2 месеци започнавме со работа од нулата. Денес веќе дозволата е добиена, но отпочнавме со расчистување на се што долго време е било во кал, камења, вода. Многу инвестиции се направија до тука, но вистината е дека уште посериозни допрва предстојат. Првата руда. Ден по денот на рударите, позитивни реакции стигнуваат од секаде, а најмногу од оние кои се непосредно вклучени во процесот на производството. Со редовна набавка на репроматеријали од страна на компанијата Булмак и се пред се благодарност до газдата на компанијата Николај Валканов, донесена е нова механизација, вложено, репроматеријали, пумпа за испумпување на јамската вода, санација на окната за извоз на руда и на луѓе и санација на бункерите за руда. Ваквата опременост и организација на работа треба да донесат и други придобивки. Се очекува на овој начин од компанијата зголемување на платите, пошто сега се зголемени солидни плати. Најмалата плата е негде околу просечната нето лична плата на Република Македонија. И со рестартирањето се надеваме дека ќе заживее и нашиот град, воопшто и градот Крива Паланка, пошто сме иста компанија, и ќе биде добро за двете општини, воопшто и за самата Република Македонија. Инаку рестартирањето на рудникот Злетово е резултат на ефикасната и напорна работа на владата во минатата и во текот на оваа година, кога успеа да спроведе активности за изнаоѓање на солиден концесионер кој ќе продолжи со експлоатација во рудникот и ќе обезбеди работа за оние кои до вчера беа во неизвестност како понатаму. Минути за образование и здравство. Деновиве беше предаден во употреба нов мамограф во здравствената станица во Македонска Каменица, која наскоро ќе биде доопремена со ново возило, како и набавка на нов рентген апарат. Откако на денот на рударите беше предаден во употреба нов мамограф за здравствената станица во Македонска Каменица, во заеднички разговор градоначалникот на Македонска Каменица Дарко Митевски, министерот за здравство и вице-премиер Никола Тодоров дополнително најавија доопремување на оваа здравствена станица со ново возило, како и набавка на нов рентген апарат. Ние на совет пред 15 на дена донесовме нова одлука со која што за итната медицинска помош општина Македонска Каменица ќе набавиме едно теренско возило и веќе во фаза на подготовка на тендерска документација се надеваме дека за отприлика 2 месеци ќе добиеме и ново возило. Задоволен сум што градоначалникот има сериозен интерес за подобрување на здравствениот систем и здравството во Македонска Каменица или во неговата општина. И имајќи го предвид тоа, се договоривме на истиот принцип со поделба на трошоците да набавиме и нов рентген. Мамограф до сега немаше во Каменица, рентген има, но е многу стар. Сакаме да набавиме нов дигитален рентген кој што ќе има многу помало зрачење и многу помали трошоци и ќе може поголем број на пациенти да обслужува.
Со набавка на новата опрема, со инвестиции во кадар како и здравствена инфраструктура, намерата на Министерството за здравство е во помалите здравствени центри да се донесе нешто што го немало, да се прошири некоја услуга што не се давала или пак да се подобри постоечката, со што и здравствената заштита би била на повисоко ниво. Тоа е начинот на кој што работевме во изминатиот период и тоа ќе биде фокус на Министерството за здравство и во наредниот период. Во секој град да се потрудиме да се унапреди здравството, односно преку набавка на опрема ли ќе биде, преку здравствената инфраструктура, набавка на возила или инвестиција во кадарот, да се трудиме во секој град постојано да има напредок на здравството. Инаку мамографот веќе е инсталиран во здравствената станица во Македонска Каменица и во тек се обуките за целосно негово ставање во функција. Над 700 ученици од ромска националност се стипендирани, над 600 деца бесплатно се згрижени во градинките. Само 12 од ромите средношколци не матурираат. Расте бројот на ромите студенти, а општините во голема мера ги подобруваат условите за живот во ромските населби. Декадата на ромите дава резултати, истакна министерот без ресор Неждет Мустафа. Неголемиот дел од проектите во декадата на ромите се успешни. Перцепцијата за ромите и условите за живот во ромските населби значително е променета во последните години. Она што е најбитно, во последните десетина години срушени се стереотипите за тоа како треба да изгледаат ромските населби, а скоро целосно е надминат и проблемот со неедуцираноста на децата од ромска припадност. Ова го изјави министерот без ресор Неждет Мустафа во Штип. Со декадата успеевме повеќе од 700 деца да им даваме стипендии и да го решиме деценискиот проблем кој што беше проблем за ромската заедница и проблем во македонското општество. Како да се подобри овој едукативен фонд на ромите? Од онаа ситуација која што имавме, дека ромските деца не може да го довршат средното образование, денеска горделиво можам да ви кажам дека осипување 2 или 3% имаме на ниво на Република Македонија во однос на подобрување на ромското образование. Како успешен проект се смети и оттргнувањето на над 600 ромски деца од улица и нивно бесплатно згрижување во предучилишните установи. Последните 8 години најголем дел од општините во голема мера и инфраструктурно ги подобрија условите за живот во ромските населби. Штип е една од општините која предничи на овој план. Ние се наоѓаме на улицата Радански пат или новата улица Черења. Таа е целосно асфалтирана. Значи, асфалтирана е комплетно улица Косовска, не остану уште еден крак до антената горе, таа ќе биде завршена наскоро. Се асфалтираше делот од Черења до Палестина, потоа од населбата Леваци, значи блок 2000, па се до Света Недела, тоа е завршено. И асфалтираме улицата Сутјеска, потоа Славчо Стоменски, каде живее ромско население. Да не забораваме дека сега се работи улицата Вардарска со цела инфраструктура, значи со комплетни менење на санитарните инсталации, водовод, канализација, атмосферска канализација. Наскоро и таа ќе биде асфалтирана улица. Тоа што го рековте во делот домувањето апсолутен приоритет ни е некаде околу 40 ромски семејства кои живеат во дневно одделение да ги сместиме наскоро, и оние кои живеат во лоши услови да им најдеме место. И имаме два проекта, еден проект кој тераме со Тика за типски куќи 30 кои ќе бидат во Света Недела сместени, и истовремено знаете дека ние донесовме измени на ДУП во Черење да се направи една зграда каде ќе бидат направени некаде околу 100 стана каде ќе сместиме ранливи групи. Кабинетот на министерот без ресор моментално работи на програма за елиминирање на ромската сиромаштија, која ќе се промовира и реализира од наредната година. Се планираат проекти за обука и вработување на ромите како основен предуслов за надминување на сиромаштијата. Следуваат информации во делот на инфраструктурата. Крстосницата Дујле во Штип во иднина ќе функционира како окружен тек. Новото решение, кое треба да биде готово до 10 септември, треба да обезбеди поголем проток и поголема безбедност на возачите и пешаците во еден од најфреквентните делови на градот. Продолжува големата комунална офанзива на општина Штип за асфалтирање на улици во градот и селата. Се асфалтираше улицата Крсте Мисирков од мостот кај црквата Свети Никола кон црквата Свети Спас и Новосело. Се надевам дека во денешниот и утрешниот ден ќе завршиме со ова асфалтирање на улица, а потоа продолжуваме да асфалтираме на другите улици каде што ова компанија го има добиено тендерот од општината од општина Штип. Значи инвестицијата е вредна 980.000 денари со квадратура од околу 3500 метри квадрат. По завршувањето на оваа улица ќе се асфалтираат Иволала Рибар во Горно Мало,
Еврејска и други улици кои се влезени во програмата за тековната година. Паралелно со овој зафат, во Штип се решава уште еден сообраќаен проблем. Тоа е крстосницата Дујле, каде што започна решавање на кружен тек како еден од начините за поголема пропуст на возила и поголема безбедност на возачите и пешаците. Општина Штип заедно со јавното предпријатие ЈП Стипион денес веќе започна со реконструкција на најголемата раскрсница во Штип. Ќе се гради кружен тек со скупната површина негде зафаќа околу 6000 метри квадратни, каде што треба да се реновира асфалт, каде што треба раскрсницата да се пренамени во кружен тек. Од општината најавуваат дека реализацијата на кружниот тек ќе заврши за краток период и дека конечно се симнува еден хроничен проблем на еден од најфреквентните делови во градот. Рокот на изведба е до најдосен до 10 овој месец. Скупната инвестиција чини околу 3 милиони денари. Новиот кружен тек се прави се со цел ради поголема безбедност во сообраќајот. Со електронско јавно надавање, општина Штип продаде 44 парцели за изградба на објекти. 33 локации се за изградба на куќи. Една од продадените локации за деловен објект во населба Балканска, една за хотел кај Бања Кежовица и за бензинска пумпа кај село Кривидол. Од понудените 55 градежни парцели продадени се 43, при што важно да се напомене дека сите 32 локации кои беа огласени за индивидуални куќи се продадени на вчерашната лицитација. Највисоката цена која е постигната е 900 денари за метар квадратен, што значи дека ако парцелата била со површина од околу 500 квадрати, сумата за која е продадена е околу 450.000 денари. Во преостанатите случаи постигнатата цена за метар квадратен варираше, значи имавме продадени локации за цена од 90, 100, 200, 300 денари за метар квадратен, значи се до она на високата која што спомнавме од 900 денари. Од продажбата на овие 43 парцели остварен е приход од 50,2 милиони денари или над 800.000 евра. Од оваа сума по уплатата од страна на странките 80% ќе се следат во буџетот на општина Штип, а 20% во државниот буџет. Освен локациите за куки, продадени си една локација за деловен објект, локацијата за хотелка Бања Кежовица, која е продадена за околу 3,8 милиона денари, една за бензинска пумпа во Кривидол и една парцела за лесна и незагадувачка индустрија во населба Балканска. Комуналното предпријатие во Виница со одлука на последната седница на Советот го презеди 7-миот селски водовод од вкупно 15. Жителите на село Истибања ќе плаќаат по 15,50 денари по метар кубен потрошена вода и 100 денари месечно ѓубрарина. На барање на местната заедница во село Истибања со водата од селскиот водовод ќе стопанисува јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница. Со мнозинска поддршка на Советот на општина Виница, минатата недела се донесе одлука за целосно одржување и користење на водоводната мрежа со бунар и резервоари за вода. Согласно одлуката, ние како комунално предпријатие преземаме врска за редовно водоснабдување на селото Истибања, но покрај редовното водоснабдување обврската е уште поголема околу квалитетот на водата за пиење. Ако виничани плаќаат по 23,21 денар по метар кубен потрошена вода, истибањци ќе плаќаат по 15,5 денари, а ѓубрарината ќе биде 100 денари месечно. Во населеното место Истибања, според информации со кои што располагаме, има околу 440 водомери. Ние во наредниот период ќе вршиме читање на сите водомери, да видиме која е состојбата. Оние кои што не се исправни водомери ќе бидат заменети, ќе им ставиме нови водомери, се со цел да биде што пореално пресликана состојбата со водоснабдувањето и луѓето да плаќаат онолку колку што реално потроши. Во Виничко се преземени половина од водоводите, 7, за останатите 8 законската обврска на јавното предпријатие не му бега, а не сме да изостане и обврската на водокорисниците за плаќање на сметките. Семинар за развој на биорегионите се одржа во Берово. По проектот креирање на европска мрежа од биорегиони, општина Берово е вклучена како една од најчистите еколошки региони во Македонија. Финансиите се обезбедени од програмата Европа за граѓаните. Представници од 10 европски земји, меѓу кои Италија, Франција, Чешка, Латвија, Словенија и Кипар, ги споделија искуствата за развој на своите екорегиони во рамки на проектот креирање на европска мрежа за биоработни места за постигнување на територијална обнова. Проект во кој заедно со сите овие земји е вклучена и Македонија, со општина Берово, како општина со најчисти и еколошки производи.
Општина Берово е една од општините која не е позната само веќе во Македонија како еколошки најчист регион, туку преку овој проект, посетувајќи ги претходно и другите сесии во Кипар, во Италија, во Франција, мислам дека ќе биде препознатлив и ќе биде внесено регионот наш, Малешевијата, како општина со еколошки чисти карактеристики, така да не бидеме само препознатливи во границите на Република Македонија, него и во пошироко во Европа. Средбата се реализираше во бизнис инкубаторот во Берово, на кој учество зедоа и стручни лица од областа на органската храна, кои зборуваа за нејзиното позитивно влијание врз организмот на човекот. Начинот на искрење е многу значаен фактор во правилниот развој на човечкиот организам и правилното негово функционирање. Посебно органската храна е многу значајна, бидејќи тоа е една категорија на храна и на производи кои што се добиени со специјален начин на одгледување согласно европските регулативи за органски производи. Тоа значи дека не се третирани со хербициди и пестициди, што дополнително допринесува за еден правилен функционален развој на организмот. Посебно значајно е кај младата популација. Ние како компанија која што се занимава со трговија на производи од органско производство, гледаме да увазуваме производи како од Европската заедница, така и производи кои што се направени овде во Македонија, посебно од овој регион кој што го сметаме за биолошки чист регион. И во рамките на тоа ние направивме еден нов производ кој што денес за прв пат ќе биде промовиран на овој настан. Тоа е производ во кој што ние имаме вклучено како дел, односно како составна компонента, токму сок од аронија кој што од органско производство произведена од ова област од Малешевијата. Сесијата која се спроведе во рамки на проектот беше дел од манифестацијата Малешевијата на дланка, каде се презентираа еколошки производи од регионот. Проектот е финансиран преку програмата Европа за граѓаните. Британскиот премиер Тереза Меј изјави дека земјата треба да се подготви за тешките времиња кои следат по напуштањето на Европската Унија. Таа предупреди дека Брекзит нема да биде обична пловидба за Британија. Според неа, формалните разговори со Европската Унија нема да почнат до 2017 година. Меј ја отфрли можноста за избори, бидејќи како што изјави на Британија и треба стабилност. Таа порача и дека сака Британија да биде независна земја која сама ќе си го пронајде патот во светот. Меј стапи на функцијата откако поранешниот премиер Дејвид Камерон поднесе оставка по референдумот за излез на земјата од Европската Унија. Рускиот министер за економски развој Алексеј Улукаев денеска изјави дека рускиот претседател Владимир Путин и неговиот турски колега Реджеп Таип Ердоган се договориле да формираат заеднички инвестициски фонд, пренесува британските медиуми. Двајцата лидери се сретнаа во кулуарите на самитот на Г20 во источниот кинески град Хангуџу. Русија и Турција почнаа да ги разгледуваат и конкретните детали за изградбата на гасоводот Турски поток, на пример за местото каде ќе минува цевководот по крайбрежјето. Тропската бура Ермин предизвика смрт кај две лица минувајќи над југоисточните американски држави од Флорида до Вирџинија, пренесува американските медиуми. Ермин над копното ја загуби својата ураганска сила. Стихијата меѓутоа повторно собра моќност додека се движеше на север кај американското атлантско крајбрежје, заканувајќи се и со поројни дождови и силни ветрови. Силниот ветер од Ермин во Северна Каролина преврате камион, а возачот загина. Дрво што паднало од силниот ветер во Флорида усмрти бездомник. Бурата предизвика штети на многу згради и без струја остави илјадници луѓе. Според последните податоци, Ермин се наоѓа крај Северна Каролина, движејќи се со брзина од 24 км на час во правец исток-североисток.
Државниот празник 8 септември инспирација за двајца велосипедисти од Македонија, кои веќе 5 години поред Денот на независноста го одбележуваат со велосипедска маршута. Дејан Момировски и 75 годишниот велосипедист Ѓоко Кузмановски денес тргна од центарот на Источна Македонија, а нивната маршута ќе биде долга 105 километри. Штип Радовиш, Струмица Валандово и крајната цел Дојран. Како и секоја година, веќе јубилејна петта, по повод празников 8 септември, Денот на државноста, денеска на 4 септември тргаме од Штип, јас, Дејан Момировски и Ѓоко Кузмановски. Тргаме да возиме со точаци од Штип преку Радовиш, Струмица, Валандово и Дојран е финишот. Денеска ќе возиме точно 105 километри. Тоа е нашиот минимум, бидејќи нашите тури се од 100 до 170 километри. Денеска одбравме да се извозиме низ Источна Македонија, да тргнеме од центарот на Македонија, градот Штип. За наредна година, секоја година договараме наредна тура. Значи наредната година веројатно ќе биде Источна Македонија, можеби Кочани Берово, но ќе се договориме за тоа. Значи секоја година правиме нова тура. А на една од наредните тури, веројатно и бројот на учесниците ќе го зголемиме, бидејќи огромен е интересот. А дека годините не представуваат проблем за спортски активности и афирмација на спортот, тоа го потврдува Ѓоко Кузмановски, кој со велосипедизам е од мали нозе. На повозрастните луѓе, на пензионерите, им порачам дека и во оваа доба, значи за луѓе над 65 години, ако редовно се рекреира со било кој спорт, особено со велосипедот, животот може да им биде поубав и поздрав. Јас имам 75 години, со велосипедизам се занимавам од мали нозе и ова, како што ден да кажа, е повод празникот 8 септември да го увеличаме со ова наша скромна активност. Само преку спортот и рекреацијата ќе има здрави луѓе, здрава нација и поголема продуктивност, изјави Ѓоко Кузмановски, кој заедно со неговиот колега Дејан Момировски им го честитаа празникот на сите македонци. Се гледаме повторно во третиот дневник, до тогаш останете со програмата на Канал Плюс телевизија. Пријатна вечер.